Играњето на слот машина во казино заврши трагично за 46 годишен жител на Рачиново. Жртвата и осомничениот под дејство на алкохол влегле заедно со уште двајца другари во казиното на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов. Играле на апаратите пошто започнале расправија. Едниот од нив извадил пиштол и испукал неколку пати. 46 годишниот НА починал во казиното, а тројцата другари меѓу кои осомничениот за убиство побегнале. Полицијата се уште ги бара. Извесно време играле на апаратите, а потоа жртвата започнал да се расправа и да се турка со едно од лицата со кој бил заедно во казиното. Другите двајца се обиделе да ги раздвојат, но осомничениот извадил пиштол и неколку пати пукал во оштетениот. Потоа со кундакот од пиштолот го удрил повеќе пати во пределот на главата. Жртвата им подлегнала на повредите на самото место. Се трага полицијата, за кое постои сомнение дека го извршило убиството. Сите сведоци разговарале со обвинителот, а телото било дадено на обдукција. Доказите и видеоснимките од казиното кои ги собрале полицајците ќе се вештачат. Поради засега неофицијални информации, долгови кои ги имале меѓу себе, почнале да се расправаат, физички да се пресметуваат, пошто дошло до пукањето од страна на еден осомничен засега. Скопјани рано утрината околу 8 часот ги разбуди пукотница во казиното, попладнево мирно. За убиството сведочеше само полициската лента, додека полицајците не ја тргнаа. Ова не е единственото убиство на скопските улици овој месец. На почетокот на март вооружена пресметка со епилог двајца мртви имаше во старата скопска чаршија. Само неколку дена подоцна ранет беше и полицаец во Бутал. Инциденти и пукотници по улиците во главниот град станаа речиси секојдневие.